На само 2 недели до почетокот на грејната сезона БЕК крена раце, а ЕСМ се уште нема поднесено барање за лиценца од регулаторот, бидејќи прво мора да склучи договор со Адора Инженеринг за продажба или закуп на топланите Исток и Запад. Дополнително, пред да бараат дозвола од РКЕ, од ЕСМ велат дека им треба одлука од владата за преземање на дејноста, а неспорно е дека ќе треба време регулаторот да издаде лиценцата на новата компанија која ќе ги снабдува Скопјани со топлинска енергија. Надлежните чекаат 5 до 12 да се склучат договорите, а имаа најмалку 3 месеци за да го решаваат проблемот, откако БЕК ја изгуби лиценцата за да снабдува топлинска енергија во главниот град. Сега се надеваат дека ќе има договор и ќе може на 15 да се загреат радиаторите. Договорите со Србија постои голем оптимизам и кај двете страни дека ќе се завршат разговорите и дека ќе функционира договорот и дека ќе се обезбедат потребните количини за работа на ТЕТО и за работа на топланите. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект, тие електрани имаат и резервно гориво, тоа е мазут, може да работат и на мазут. Ако не се договориме, топланите ќе работат на мазут. Преговорите со Србија за набавка на природен газ ќе дале позитивен резултат, уверуваат од владата, а со тоа дефинитивно ќе биде заобиколен Макпетрол и купувањето на природен газ од Газпром. За владата, цената на домашниот трговец Макпетрол, кој има договор со Газпром, била екстремно висока. Нашата задача не е да избегнуваме некој, туку да ги најдеме сите најдобрите можности за обезбедување на потребните енергенси по најповолни цени. Тоа е во интерес на јавноста и на граѓаните, бидејќи буџетот на граѓаните се полни токму од граѓаните и од компаниите. Во однос на кои количини, ТЕТО, комбинираната електрана троши околу 1 милион нормални метри кубни на ден. Значи за работа 30-дневно производство, 30 милиони нормални метри кубни на газ. До крајот на грејната сезона топланите во Скопје мислам дека треба да потрошат околу 25 милиони, заклучно со април. Грејната сезона официјално стартува на 15 октомври, но по потреба и порано во зависност од временските услови. Од владата уверуваат дека доколку друго решение нема, БЕК ќе мора да продолжи да ги грее Скопјани. Сепак од компанијата веќе соопштија дека тоа нема да го направат затоа што веќе немаат ниту лиценца.